На полноќ започна изборната кампања за претседателските избори. Доколку не се избере претседател во првиот, вториот изборен круг ќе се одржи на 8 мај, кога ќе се случат и парламентарните избори. Во трката за првата фотелја во вилата наводно во Скопје се 7 кандидати. Во анкетата за телевизија ВИС, струмичани тврдат дека ќе гласат за личност и партија, но не и за понудената изборна програма. За личност, правилно. Не за партија, за личност. Сега јас ќе ти кажам, ама за никој нема да гласам, оти вие ми изгубено поверение од сите. Што треба да направат? Требало да направат измината 32 години, па да имат сознание што треба понатаму, да продолжат. Се е промашено до сега. Се е промашено. Во трката за претседател на Македонија се Стево Пендаровски од СДСМ, Гордана Стилјановска-Давкова од ВМРО ДПМНЕ, Бујар Османи од ДУИ, Арбен Таравари од ВРЕДИ, кандидатот на ГРОМ Стефчо Јакимовски, Максим Димитриевски од ЗНАМ, За наша Македонија и Билјана Ванковска-Цветковска од Левица. Имаат ли струмичани доверба во нив? Верувате ли во нив? Јас верувам, а се треба да се направи. Се е испуштено, се е чинно. Веруваме и не веруваме. Што ти кажем друго сега? Може да гласаме, не би да не гласаш. Верувате ли во луѓето? Ами, верувам, а сите не. За претседател на Републиката ќе биде избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список. Ако во првиот круг ниту еден кандидат за претседател на Републиката не го добил потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласа за двајца кандидати, кои во првиот круг добиле најмногу гласови. За претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од 40% од нив. Изборната кампања за првиот круг на претседателските избори ќе трае до 22 април на полноќ. До тогаш кандидатите за претседател ќе ја презентираат нивната програма со цел да ја придобијат довербата на гласачите.